Дали се грижиш доволно за своето ментално здравје? Дали можеби за момент го задржав твоето внимание? Доколку е така, ти си на вистинското место. Добре дојдовте во првата епизода од подкастот наречен Семејна соба, креиран од Атија семејно студио. Овој подкаст ќе го водам јас, Александра Мишовска, дипломиран и лиценциран семеен советник и психотерапевт под супервизија. Денеска ќе говориме на една многу интересна тема. Имено, сакам да направиме јасна дистинкција, тоест разлика која што постои помеѓу стручните профили кои се грижат за вашето ментално здравје. Па така, денеска ќе говориме за психолозите, психотерапевтите и психијатрите. Да видиме какви се разлики постојат помеѓу овие професии. Па би започнала со психотерапевтите, меѓу кои сум и јас. Видете, психотерапевтите се луѓе кои што своето академско образование го завршиле на соодветниот универзитет. Најчесто тоа се клиничката психологија или психологија. Подоцна, своите вештини и способности ги доусовршуваат во соодветните центри за обука. Додека, за разлика од психотерапевтите, психијатрите се доктори по клиничка медицина. Акцентот ќе го ставам на доктори. Значи, постои вивидна разлика помеѓу овие две професии. Видете, психијатрите често пати во својата работа, исто како и психотерапевтите, основната алатка која што ја користат е разговорот. Но, бидејќи комплексноста на ситуациите и на растројствата го побарува тоа, во својата пракса, односно во својата работа, тие вклучуваат и медикаменти или народно кажано вклучуваат лекови, лекарства, апчиња, како повеќе сакате. Но да се вратиме на психотерапијата. Видете, многу е интересно тоа што постои една стигма и еден па да речем и табу тема, кога станува збор за психијатрите, психотерапевтите и менталното здравје. Па јас би сакала да прочитам или да слушнам од вас во коментарите зошто мислите вие дека постои оваа стигма. Зошто е тоа така? Но затоа идејата на овој подкаст да разјасниме, објасниме, да ве охрабрам и повикам да земете активно учество во овој подкаст. Видете, за време на една сесија, која што трае од прилика од час до час и половина, јас како терапевт и моите клиенти говориме на многу важни теми. Кога велам важни теми, тоа се однесува на потешкотиите и проблемите со кои што се соочуваат моите клиенти. Во нашата пракса, овие потешкоти или проблеми ние ги нарекуваме симптоми. Значи, симптомот може да биде било која состојба која што вам ви предизвикува немир. Тоа може да биде силна вознемиреност, анксиозност, неможност за регулација на емоциите, нешто лично ве тригира, и станувате импулсивни, имате потешкоти со регулација на исхраната, регулација на сонот, во некои случаи злоупотреба на психотропни супстанци, алкохол, цигари и така натака. Темата можеме да ја шириме и да ги набројуваме, верувајте ми, до утре. Поентата не е таа. Пораката која што јас сакам да ја пратам и да ви кажам е следна. Да се побара помош е знак на храброст, а не знак на слабост. Ве молам, ќе повторам уште еднаш. Барањето на стручна помош е знак на храброст. Со таа цел и порака, јас ве охрабрувам и ве повикувам да земете активно учество во овој подкаст, во кој што главната тема ќе биде семејството и сите прашања со семејството. Ке си говориме тивко, јасно, полека, со многу разбирање и поддршка. Верувајте дека и вашето учество и те како е важно, бидејќи на тој начин ќе можеме да ги прошириме темите, да ги продлабочиме и нештата да станат многу појасно. Ве охрабрувам, ве гушкам и бакнувам и со нетрпение ве очекувам во следната епизода на семејниот подкаст Семејна соба. Довидување!